Новиот владин проект Купи куќа за млади со кој им се дава можност на младите лица до 35 години по поволни услови да го решат нивното стамбено прашање предизвика огромно внимание во Битолскиот регион. Од подрачната канцеларија вела дека истата во просек ќе посетуваат по околу 40 на лица дневно, кои сакаат да добијат детални информации за проектот и условите под кои може да аплицираат. Дневно доаѓаат од прилика 40 души, некогаш помалку, некогаш повеќе лица кои што се заинтересирани пред се за себе, но многу повеќе за своите деца, кои што не се во можност да дојдат, затоа идат нивните родители. Доаѓаат некогаш 30 души, некогаш 40, некогаш 50. До сега, да речем, најмногу сум имала на почетокот, првата недела кога почнав со работа со проектот, мислам дека дојде дури 60 луѓе. Аџиева вели дека граѓаните најчесто прашуваат за условите кои треба да ги исполнат за да аплицираат за субвенционираните кредити. Првично се интересираат за тоа кои услови треба да ги исполнуваат за да аплицираат за субвенциониран кредит за Купи куќа за млади, потоа се заинтересираат за Купи куќа, Купи стан проектот, значи првиот проект кој што се уште трај. Прашуваат за каде ќе има локации, дали ќе има во Битола локации, бидејќи се уште не се знае, најмногу идат заради тие прашања. Потоа прашуваат кои се условите кои што ќе му ги побараат во банката да ги исполнат, но пред се, значи, ние сме тука за да му дадеме одговор на нивните прашања кои што се пред се, значи, наша обврска за кои што ние се интересираме. Кредитот, значи, дали се кредитоспособни и кои се условите што треба да ги исполнуваат, ги упатуваме во банките. Сите заинтересирани граѓани за проектите Купи куќа, Купи стан и Купи куќа за млади до 35 години може да се информираат секој понеделник и вторник од 10 до 15 часот во подрачните единици на Управата за имотно-правни односи. Заинтересираните за проектите може да аплицираат најкасно до 31 декември 2016 година.